Добар ден на сите, да се заблагодарам за присуството. Еве сме на почетокот на кампањата за локалните избори. Сакав да дојдам денеска тука во Прилеп за заеднички да стартуваме кампањата, да посакам фер кампања, достоинствена кампања, да можат граѓаните да ги слушнат и нашите пораки, и пораките на нашите политички опоненти, за да споредат што е она што ние имаме да го понудиме и што е она што во следниот период го размислуваат нашите политички опоненти да направат најдобар избор. Ние апсолутно сме убедени во голема победа на овие локални избори. Мислам дека тука во Прилеп ќе имаме огромна победа, затоа што имаме советничка листа и кандидат за градоначалник кои што се докажани, луѓе кои што се од своите места, луѓе кои што многу добро ги познаваат граѓаните и знаат многу добро кои се и знаат дека она што го има во програмата ќе го реализираат. Ние во изминативе година и неколку месеци, како сме централна власт, се обидовме максимално да помогнеме. Дали се работи за големите инфраструктурни проекти, се заврши експресниот пат кој што оди од Градско преку Дреново до Фариш, нешто што со години беше запоставено и не се работеше и се пушти во функција. Исто така активно работиме на изградба на големиот автопат од Прилеп до Битола, а правиме планови и за многу брзо време ќе почнеме да работиме и од онаму каде што сега завршува експресниот пат, а тоа е од Фариш, до онаму каде што почнува автопатот, а тоа е влезот на Прилеп. Како Прилеп би бил целосно автопатски или со експресен пат поврзан и со главниот град, и со коридорот 10, но исто така и со Битола и со коридорот 10D, и на тој начин би имал пристап на два големи патни правци, директно поврзување и со соседна Србија, но исто така и со соседна Грција, како можност за голем инфраструктурен развој и подршка на бизнисот. Секако тука се и бројни проекти кои што се во делот на инфраструктурата, кои што заедно со новиот градоначалник Дејан Продановски ќе ги работиме. Тој беше доста активен во собранието и се бореше за општината и за целиот овој регион и сум убеден дека како градоначалник ќе го реализира сето она што ќе го представи пред граѓаните во следниот период, а ќе не има нас како голема подршка и мене лично како носител во 4-та изборна единица и како ресорен министер, но исто така и премиерот Мицкоски, кој што голем фокус посветува и на Прилеп и на целиот овој регион.